Добре дојдовте во емисијата Безомразно, јас сум Билјана Сакуловска. Тема на денешната дебата на Безомразно е родовиот аспект на говорот на омраза. Добре дојде за моите гости. Почнуваме од мојата колешка Мери Јордановска, новинар, Славчо Димитров, активист, но и член на коалицијата на маргинализирани заедници, и Виолца Мемети, вие сте од ДУИ. Добре дојдовте за сите мои гости. Почнуваме со политичкиот аспект и можеме да почнеме со вас, госпоđo Мемети. Во 2014 година беше подпишана декларација за против, односно за осуда на говорот на омраза на предвремените парламентарни и председателски избори. Имате ли објаснување зошто ДУИ тоа не стави подпис, зошто не ја подпиша таа декларација? Без разлика дали нашата политичка партија не ставила подпис на таа декларација. Јас мислам дека како политичка партија ние цело време се заложуваме на тоа дека жената треба да биде вклучена во сите сфери на општествениот живот и се дава големо значење на активностите на жените, па можам да речам дека нашата партија била една од првите партии која што дала согласност во 2005 година кога се правели измени на изборниот закон да се внесат квотите за присуство на жени во изборните листи. Вие сте всушност и во парламентарната комисија на родова еднаквост. Зошто е важно? Зошто е важно што го потенцирам тоа? Велите без разлика дали ние сме ставиле подпис или не кога станува збор за осуда на говорот на омраза. Зошто велите без разлика? Не е ли значаен тој документ? Тој документ е значаен. Ги обврзува ли тие партии тој документ, вашиот подпис? Ги обврзува, меѓутоа јас сум убедена во тоа дека било кој наш представник од нашата партија во ниту еден момент не верувам дека употребил говор на омраза во родов аспект. Знаете зошто инсистирам да одговорите на ова прашање? Албанците би требало да се особено чувствителни околу говорот на омраза. Особено албанците, да се сетиме за квалификациите, етикетите, нападите, кога станува збор за албанците, како велат, како звучат тие пароли, тие извикувања, смрт на шиптарите, шиптари во гасни комори. Токму заради тоа ве прашам, зошто мислите дека не е важно да се подпише таков документ? Најважно е како ќе се однесуваме. Заради тоа што и владеачката партија ВМРО ДПМН исто така не го подпише овој документ и вие сте дел од коалицијата. Јас мислам дека најважно е како ќе се однесуваме во нашето општество. Но не дали ќе ставиме подпис и се обврземе, затоа што тоа обврзувачки документ. Сепак, мислам дека најважно е како ќе се однесуваме. Ајде, ви благодарам. Добро. Одиме, господин Димитров. Важно ли е да се стави политичките партии да покажат зрелост во тој поглед? Подпишувањето на декларацијата, мислам дека е многу поважно не толку од аспектот дали ги обврзува или не, бидејќи тоа не би било само по себе законски документ кој што би ги обврзал на тој начин. Меѓутоа, оно што е исклучително важно е дека со подпишувањето на таков тип на декларација, политичките актери, посебно во таков контекст кој што секогаш е исклучително сензитивен кога е во прашање говорот на омраза. Особено во Македонија. Особено во Македонија, а генерално тоа е контекст кој што е прегнантен за да се шири говор на омраза и во кој што се многу поподложни луѓето да бидат иницирани на насилство, омраза, омаловажување и така натаму. А доколку сите политички партии подпише еден таков документ, тоа ќе беше една јасна и недвосмислена порака до целокупната јавност и посебно до нивното членство со кое што ќе укажат дека има граници до кои што може да се оди во таа политичка игра во еден така сензитивен контекст. Неподпишувањето на таков тип на декларација јасно укажа на тоа дека дел од политичките актери немаат таква интенција, дека не се заинтересирани да постават јасно дефинирани демократски принципи на политичката игра и дека од друга страна оставаат постојано отворен простор за да можат да се играат. Зашто го кажам тоа посебно во контекст на предизборието? Ако добро се сеќавате, 2006 година,
кога ВМРО дојде на власт, самата политичка кампања беше обременета со серии на говор на омрза. Подоцнежниот министар за надворешни работи Антонио Милошевски 2006 ги доби помалку или повеќе изборите со дисквалификација на политичкиот опонент СДС на начин во кој што ја манипулираше ранливоста на една цела категорија на граѓани и тврдеше дека ВМРО нема да дозволи како СДС да прават од здрава болна нација со тоа што ќе им дадат права на хомосексуалците. Тоа е еден класичен пример за говор на омрза кој што не проаѓа, за кој што има јасно утврдени одлуки од Европскиот суд за човекови права и кој што би требало да биде санкциониран. Годинава има последниве избори, повторно ВМРО имаше една исклучително суптилна, да не речем, или во свилени ракавици употреба на говорот на омрза кога се однесуваше кон албанскиот избирачки блок. Да не заборавиме како поентираа на самите избори владеачката партија сега. Моментот е исклучително сензитивен и носењето на еден таков тип на декларација е прашање не толку на обврзување на санкции отпосле, туку од политичка перспектива јасно покажување на волја и воопшто градење на атмосфера која што посебно од позицијата која што има за политичките актери е исклучително важно и многу се поголеми ограничувањата кога станува збор за слободата на изразување. Бидејќи тука границите се најтенки и имаат најголемо влијание врз јавноста и простор за маневр. Добро. Јорданска, заради тоа што имам чувство дека можеби таков тип на документ може да се извулгаризира и да се нарече дури, еве да употребам еден термин кој навистина вулгарен, но го употреби Илија Димовски, пратеник од ВМРО, да помне, кој рече дека стварно збор за тоалетна хартија која се потпишуваше оној документ околу анкетната комисија за црниот понеделник. Значи ли тоа дека таков тип на документи всушност се третираат од тој аспект? Да, ја дури бев изненадена зашто не го потпиша, бидејќи кај нас политичките партии декларативно многу добро знаат да се изјаснат по одредени документи, да ги потпишат и потоа да не се согласуваат. Меѓутоа, овдека со самото тоа што не се потпиша, се создаде атмосфера на тоа дека се поддржува говорот на омраза. Значи, тоа дојде од политички партии кои што се на власт, значи од коалицијата. Јас бев изненадена бидејќи секогаш се први за нешто кога треба, нели, пропаганда да се направи, кога треба маркетинг да се направи и ми изненади што не го потпиша, бидејќи искрено очекував дека ќе го потпишат и декларативно ќе се држат до тоа формално, меѓутоа во практика понатаму тоа нема да се применува. Ќе ги прекршуваат. Да, и тоа мене ми беше изненадувачки, значи со самото тоа што ниту го потпиша, они кажа јасно и гласно да за говорот на омраза, и кажа јасно и гласно дека ќе го применуваат и понатаму и дека тоа не е некој важен сегмент во општеството. Така што искрено беше разочарувачки, бидејќи со тоа ја поддржа, според мене, не само суптилно, туку и многу јасно дискриминацијата на секоја можна основа. Значи од етничка до верска, до сексуална припадност. Така што мислам дека тоа е само еден од многуте чекори, односно не чекори, стоење во место кога се работи за оваа проблематика која што кај нас тлее со години. Може би на задување само чекори. На задување. Госпожо Мемети, се согласувате ли со вашите соговорници? Не се согласувам. Јас кажав, важно е како ќе се однесуваме. Без разлика дали тоа ќе биде потпишано или не. Тоа може да се потпише и потоа да не се придржуваме на тоа. Најважно е како ќе се однесуваме. А јас мислам дека политичка партија дуи мислам дека во ниеден наврат нема ширено говор на омраза. По никој основ. По ниту еден основ. Да. Добро. Меѓутоа вашите коалициски партнери имаат. Не можам да одговарам за нивните постапки и акции. Да. Јас сум денеска представник на ДУИ. Но и сте дел од коалицијата. Во ред. Ние сме коалициони партнери затоа што така одлучија гласачите. Да. Тие добија мнозинство гласови во македонскиот блок, ние добивме мнозинство гласови во албанскиот блок. Да. И заради тоа сме коалициони партнери. Значи ли тоа дека треба да се замижува постојано, да се ставаат работите под тепих, да експлодираат голем број на проблеми во општеството во име на тоа што гласачите ве именувале, ве
ве именувале како коалициони партнери. Не треба тоа да се стави под тепик, но секој треба да се сноси одговорност за своите постапки. И да не го интересира коалициониот партнер, дали ги прекршува демократските вредности, принципи и стандарди. Но за тоа тие ќе си само тие си одговараат. Така гледате дека треба да функционира една коалиција и една влада. Нема ли тука општествена некаква политичка одговорност коалициониот партнер со тоа што ги премолчува акциите на неговиот партнер? Не би рекла дека премолчува. Да. Ајде околу теориската литература, како се гледа говорот на омраза, кој е поврзан со политичката и општествената сумисија на жената, како вели социологот Јулија Кристева, таа е исклучена од животот и културата за тие да ја задржат, тие се мисли на мажите, својата одржливост. Сметате ли дека ако се анализира улогата на македонската жена, на жената во македонското општество со не ставање на тој подпис на декларација и со применување и во практика, и да трнеме тој подпис сега, политичкиот подпис, сушност се одстранува, како би рекла, како со хируршка интервенција, како да е гнило тело жената од општеството, од незината политичка и општествена улога која ја има. Вака, јас би рекла дека во нашето општество претежно превладуваат предрасудите и стереотипите. И мислам дека тоа се главните причинители што така се шири говор на омраза по однос на народ. И мислам дека како општество полека, но сигурно созреваме и сите мислам дека сваќаме дека жената има значајна улога во нашето општество. Па мислам дека со тек на време и тој говор на омраза по однос на пол на некаков начин и се намалува. Добро, ајде да. Би се служили ли дека созреваме како општество? Да, сакав веднаш да одговорам на тоа. Јас мислам дека во моментов сме уназаднато како општество како никогаш досега. Само да не заборавиме дека ние сме општество кое што историски дојде од екс-југославенскиот социјалистички систем, каде што правата на жената беа загарантирани на такво ниво на какво што актуелната владеачка коалиција не може ни да сонува, нити пак има какви да било амбиција да ги оствари. Да не заборавиме каков закон за абортус и прекинување на бременост беше донесен во собранието, кој што уназади закон кој што беше донесен пред 40 години во еден сосема друг систем. Да не заборавиме дека носењето заправо на самиот тој закон и целокупната кампања која што беше иницирана во уште неколку години претходно за носењето на тој закон беше најпарадигматичен индикатор за што значи ширење на говор на омрза кон жената и тоа говор на омрза кој што дојде првично, да не забравиме и тоа, бидејќи и тие луѓе постојано се амнестираат од какви да било општествена одговорност од лица кои што ја представуваат Македонската православна црква. Да не заборавиме дека имаше колумни кои што објавуваа лица од Македонската православна црква кои што ја именуваа жената која што абортира како чедоморка, како себична, како закана за сопствениот род. Видете, тоа се класични квалификации кои што влегуваат во основна правничка дефиниција на тоа што е говор за омраза. Така. Добро, и да не го заборавиме инсистирањето на многодетно семејство и како всушност политичките актери и владината кампања, видете, владината кампања која што можеби е проблематично да ја ставиме во една класична дефиниција на говор на омраза, меѓутоа таа кампања, видеокампања која што е поврзана со носењето на нивниот кастрирачки закон за правата на жената, а кој се однесува на законот за прекин на бременост, е и текако уште еден механизам во кој што во јавноста се планира и се креира атмосфера за да жените бидат повторно ставени како главни носителки на одговорноста за загрозеноста на македонската нација. Така да не е воопшто наивно тоа се случува и не би се воопшто сложил дека сме и текако напредната нација, напротив. Напротив, мислам дека позицијата на жената
е исклучително назадната поради тоа што целокупната патриархална матрица од доаѓањето на ВМРО на власт во Македонија е закована со таква силина како што не паметиме у последните 40 години. Не се согласувам со вас. Не. Јас ќе набројам неколку закони кои што се донесени во Собранието на Република Македонија, кои што имат да прават со правата на жената во Република Македонија. Донесен е закон за еднакви можности. За прв пат во 2006 година, во 2012 година донесен е сосема нов закон. Закон за спречување на семејно насилство. Се направи стратегија за спроведување на политиките за од родов аспект, а Собранието го следи имплементацијата на ова политика. Измени на изборниот закони. Воведени се квоти за застапеност на жените во избирачките листи за локални и парламентарни избори. Со тоа имаме квота од над 30% жени парламентарки и жени во советите на општините. Сме имале жена вице-премиер. Минатиот состав имавме 2 жени подпредседателки на Собрание на Република Македонија. Имаме жена градоначалник на општина Тетово од ДУИ, а мислам дека во Македонија вкупно се 4 жени градоначалнички. Така да мислам дека ова политика води кон тоа да се унапредат правата на жените во Македонија. Јас сваќам дека тоа не е доволно, но сето тоа не може со магично стапче преку ноќ да се измени. Колку трае ноќта на една владеачка коалиција? Колку време сте вие во власт? Знаете, оваа реторика предолго ја слушаме и од страна на ВМРО ДПМН и од страна на ДУИ. Колку време трае една ноќ за некои работи не може да се сменат, колку години не може да се сменат? Толку лесно. Тие стереотипи, тие предрасуди се створиле со говориме за говор на омраза, не говориме за стереотипи и за предрасуди. Па, тие се главните причинители за тој говор на омраза. Одлични примери која станува збореве за законот за абортус. Не се како биле, вие точно знаете за што говорам. Мери? Не, законите, тука никој не демантира дека не се донесени. Мислам, законите се носат сега, нивната примена е многу дискутабилна, бидејќи искрено натерани од она што го работиме, многу тешко може да се види било каков ефект. Јас исто би се согласила, да, дека застапеноста во јавната администрација, во политичкиот дел, во партиите, дека да, се застапени, меѓутоа многу повеќе загрижува она што се случува надвор, значи што се случува во помалите градови, што се случува кога жената ќе влезе и ќе рече јас сакам да ја прекинам бременоста. Значи во тој дел кај нас практиката не функционира. Значи тука ми сметам дека е најголемиот проблем, бидејќи да, ние секако Македонија може да се пофали со јадници закони, меѓутоа како тие се применуваат и дали воопшто се применуваат, тоа е веќе друга работа. За абортусот не може да биде ставена во овој пакет на пофалби. Да, сега суптилно, значи она што се случува суптилно, мислам дека многу пострашно од она да се изгласа еден закон. Значи суптилно кај нас се провлекува нели рекламата дека жената треба да раѓа, значи не едно, не две, три, мора да роди 3. Тогаш ќе добие бенефиции. Тоа не е закон обврска секоја жена. Меѓутоа тоа е нешто што се влече како пропаганда со години, да веќе во самата матрица ни се внесува дека да треба да се има 3 деца. Едно е ние како го восприемаме тоа, друго е како се восприемате во градовите каде што не знам, само владината пропаганда може да се слушне. Тоа е една работа. И стандардот повикува да невозможно е да функционира многудетно дете со стандард кој е над 30 и нешто проценти сиромаштија или ако смеам, Ива, извинете, ако смеам тука, јас сум искрено помалце сум шокиран како не можете да ја видите целокупната импликација
на она што вие сметате дека одговорност исклучиво на вашиот коалиционен партнер, а патен потпишувате све заедно, така ги носите сите одлуки. Меѓутоа да не ја видите импликацијата на шовинистичката политика на ВМРО-вскиот апарат, посебно кога стануваше збор за прашањето за абортус. Може да направите тој еден многу прост процес кој што трае 10 минути и да ги отворите сите колумни кои Владко Ѓорчев, исто ваш коалиционен партнер, заедно со неговите богослужливи следбеници, пишуваа колумни, објавуваа текстови. Немаше текст во кој што покрај тоа што жените беа нарекувани себични, чедоморки и така натаму, амбициозни, кариеристки и така натаму. Меѓутоа, во секој од тие текстови имаше уште еден главен аргумент, а тоа е изумирањето на македонската нација, окупирањето на македонската нација од албанската етничка група. Не свегам како може да не ја видите импликацијата на родово шовинистичката политика со национал шовинистичката политика која што истата таа реторика ја повлекува. Да глумиме дека ние носиме закони, па оваа влада е експерт за носење закони. Јас мислам дека не постои влада во светот која што така експресно може да донесе какви и да сакаат закони. И да ги смени кога им треба. Меѓутоа, да заборавиме ние дека во собрание се носеше и закон за антидискриминација. На носење на закон за антидискриминација ние слушнавме до сега без преседан практика на говор на омраза во собранието, што е апсолутно лудило за една земја која што претендира да биде демократска. Мислам, можеме ние да тврдиме, од друга страна имате невладините организации кои се занимаваат со правата на жените, укажуваат веќе со години дека имплементацијата на овие закони, посебно на локално ниво, е повеќе од лоша. Сите извештаи покажуваат дека насилството врз жените и те како се повеќе и повеќе расте, а од друга страна институционалните механизми за справување со ова насилство се целосно неуспешни. И во една таква ситуација вие да почнувате кампањи со кои што уште толку ја натрупувате одговорност и користите еден цел историски репертоар на стереотипи и на предрасуди со кои што ги оптеретувате дополнително жените, мислам, е ситуација во која што досега во Македонија, во последни, во 91 до сега, барем на едно декларативно политичко ниво, е незабележана. Мислам, не можеме да мислиме дека со тоа што се донел еден пакет на закони, прво тоа е пакет на закони кои што владата воопшто не го донела по своја волја. Владата е обврзана со сите меѓународни конвенции и обврски поради членство во меѓународни тела да ги донесе сакали или не. Извештаите на ЦЕДАФ, ако само ги читате вие секоја година, кои што ги адресираат прашањата со правата на жените во повеќе домени, покажуваат дека Министерството за труд и социјала, например, глуми на последните состаноци конференции, им се смеат од ЦЕДАФ за тврдењата кои што ги прикажуваат таму, кои што не кореспондираат воопшто со реалната ситуација во која се наоѓаат жените во Македонија. Добро. Славчо Димитров и Миро Јордановска не аплаудираат на вашето донесување на закони и на вашето иземање на политичка одговорност. Тоа е нивен став. Функционира ли таа комисија за еднакво собраниска? Како функционира? Пред се... На неделно ниво, на месечно, на годишно? Сега, зависно како ќе дојдат материјали во собрание кои што треба да се разгледуваат од тоа собраниско тело, тогаш заседава. Го крева ли гласот некој од политичките партии? Во моментов немаме опозиција. Би рекла дека не ве загрижува ли фактот што немате... Добро? Од комисиите во собранието која во своите седници има најголем број на гости. Гости од здруженија различни, од невладен сектор, има експерти од различни области во зависност од темата која се третира. Сега како матично работно тело, Комисијата за еднакви можности донесува закони кои што се под нејзина надлежност. Меѓутоа, ги третира и сите закони кои што на некаков начин имаат допир со родовата еднаквост. Без разлика дали тие се закони кои што треба да се разгледуваат во други матични собраниски тела, си зема за своја
обврска и одговорност да се разгледуваат и во нашата комисија. Освен за закони, дебатирате ли за практична примена на говор на омраза која станува збор, еве говориме за родовиот аспект, за жената? Претежно одржува јавни дискусии, јавни дебати. Констатирате ли некаков говор на омраза? Секако, да. Секако? Да, се констатира дека Добро. е присутен говорот на омраза. Што се прави освен што се констатира? Обично секогаш на крајот се донесуваат заклучоци кои што едногласно се гласаат во комисиската собранија, па тие поминуваат на пленарна седница. Така. Добро. Ајде околу... Не ми е јасно мене како... Дали има некаков фидбек од тоа? Дали има некакво... Заклучок ние од кај вас реално... Не знам, јас може не сум упатена доволно, немаме видено. Зашто се дебатира и што се заклучува? Теми кои што се поврзани со родова. Еве говориме сега говорот на омраза, го говорот на третираме омраза. во оваа дебата. Да. Во јавни расправи повикани се различни представници и од невладин сектор и експерти од различни подрачја. Констатиран ли е говор на омраза? Баш на ова тема мислам дека немаме дебатирано, но се дебатирало на различни теми. Зошто не сте дебатирале? Сте Не, констатирале дека не постои говор на омраза? не дека сме констатирале дека не постои говор на омраза, но сигурно тоа во некоја од наредните седници би се одржало таков тип на дискусија или дебата. Имавме тогаш и за законот на абортус. Одржавме јавна дискусија. Имаше представници од повеќе институции. Гласавте ли вие за законот за абортус? Да, гласав. Со задоволство. Сега со задоволство. Јас имам свој став за тој закон. Но морате да гласате. Не. Ви сте веројатно гласачка машинерија која го притиска копчето зависно од тоа што ќе ви каже партијата. Но јас бев убедена дека треба да гласам за тој закон. Да. Зошто? Зошто? Не смитате дека е дискриминирачки? Не е И дискриминирачки. дека примерите за кои говори Славчо Димитров токму од аспектот на говор на омраза и од аспектот на дискриминација го спомена и македонскиот идентитет кој ќе биде потиснат од страна на албанците. Тој што мисли дека има проблем со наталитетот на својата нација е друг проблем. Јас како албанка мислам дека нашата нација нема проблем со наталитетот. Тоа е моје убедување. Говорите за албанската? Да. Законот за абортус. А вие заборавате дека кампањите за трето дете и финансиската поддршка, целокупната демографска политика која што ја прави влада намерно адресира национално тоа важи не само за децата реони? Од македонските семејства, тоа важи и за сите. Ама начинот на кој што беше поставена за беше сите семејства. Како беше да се множат македонците, тоа беше толку националистичка Има многу широка. албански семејства кои што го користат тој надоместок. Па не сум сигурен дека Никола Груевски кој што беше загрижен од бројот на албанци кои што ќе влезе во собрание дека е подеднакво заинтересирани за бројот на новородени албански деца, посебно кога ја тоа е негов проблем, дали е загрижен за албанските деца или за македонските македонските деца. Вие сте во владина коалиција со националист кој што ја загрозува вашата позиција во Ама причината зошто беше донесен законот е многу дискутабилен, затоа што тоа беше широка националистичка пропаганда. Значи, ние што ги гледаме емисиите на националната, на државната телевизија, значи имаше случај со човек кој што е србин и на кој што не му а има 3-5 деца и не му беше дозволено бидејќи он е србин, не е македонец. Ние никогаш на таа емисија не сме виделе албанци, не сме виделе многодетни семејства албанци, срби, било која друга национална припадност, само македонци. Значи тоа е таква пропаганда се спроведува да мислам дека треба да ни е повеќе од јасно за што се работи и што се криеше за донесувањето на тој закон. Че на луѓе има забрането да се снимаат или да се пријават во таа емисија ако не се македонци. Тоа што ви кажува на вас? Тоа е практиката. Мислам дека се дефокусиравме и сега самото тоа што го зборуваме веќе е говор на омраза во оваа емисија. Како е тоа? Што е говор на омраза?
посочете Самото што е говор. препукување, Како па те е рекол тоа? така, па те рекол така. Госпоѓа Мети има јасна Да. дефиниција за говор на омрза, која што има усвоено Комитетот на министри уште 97 кој што е најсилна за имплементација и ја користи Европскиот суд за човекови права. И таа дефиниција е сосем јасна. Дека користиме ние секој пат кога ќе почнеме критика кон постапките на власта, е реторика што ја слушаме секојдневно од веб порталите, преку социјалните мрежи, Facebook профилите на новинарите во кои што вашиот коалиционен партнер е редовен гостин, дека тоа е све што стигне говор на омрза. Не е се говор на омрза. Јасни дефиниции има, јасни индикатори за утврдување на говор на омрза постои. Јасни елементи се анализираат и се утврдува. Во нити еден момент овде нема говор на омрза. Говорот на омрза е јасно се утврдува. Говор на омрза, сметате дека не носите никаква одговорност како партија и дека е неважно дали ќе ја потпишете декларацијата, пак ќе ви повторам. Важна е ради тоа што на вашето гласачко тело му давате недвосмислена порака за тоа зад какви принципи стои вашата партија и кон какви политички видици и иднина го водите сопственото гласачко тело. Да не заборавиме, дел од нападите кои што беа извршени врз ЛГБТИ центарот на Хелсиншкиот комитет беа предизвикани од говор на омраза и повици за насилство кое што доаѓаше од неколку албански портали. Зарем не чувствувате одговорност како политичка партија дека треба јасно го адресирате тоа прашање, за да на вашето членство и за етничката група која што вие ја представувате во собрание треба да ја дадете недвосмислена порака дека вашата партија не стои и нема никогаш да стои за таков тип на говор кој што предизвикува и води до насилство. А води и како? Вашиот коалиционен партнер е секој ден во емисија кај Миленко, кај Јанко, соработуваат и се први пријатели со Латас, кој што имаше серија колумни, кој што повикуваше скоро на линч и на екзодус на албанската етничка популација. Па знаете кај јас бев даден на суд за клевета од Латас поради исто ова што го тврдев пред неколку години, поради неговите колумни во кои што повикуваше скоро на линч против албанците и правеше паралели кои што беа класична по дефиниција дехуманизација, обесчовечување на албанската популација, да не зборувам за истите односи кон педерите секогаш се во насловот. Значи, да не се однесуваме дека ние живееме во Шведска, нити пак немојте ни да се обидувате да креирате таков впечаток, бидејќи ситуацијата е комплетно спротивна. Па вие изгласавте закон во собрание во кое што ги уназаднивте правата на жените за 50 години, како што се не памети овој простор. Ајде да ја оставиме на госпожа Мемити да вие цело време ме напаѓате со тоа како се однесува нашиот коалиционен партнер. Но и вашата улога ја потенцира. Зошто е вашата улога важна? Спомнав на почеток. Многу е важно како ќе се однесуваме ние како политичка партија во нашите постапки. Дали пасивно и игнорантски ли треба да се однесувате? Ние говор на омраза по било каков основ. Дали Дуи некогаш дала изјава во која се детектира говор на омраза кон ЛГБТ популацијата? Но не сте изолиран остров, госпоđo Мемети, за да говорите вака. Не сме ли да реагирате на спротивната страна на вашиот коалиционен партнер со вакви примери за кои говори Славчо Димитров? Меѓутоа, тој цело време мене ме напаѓа за постапките за имате општествена политичка одговорност. Не кажи примери со албанските портали. Да сносам јас одговорност за однесувањето на другите. Видете, многу често говорот на омраза ако не произлегува од партиите, говорот од партиите се провлекува низ медиумите кои што се контролирани од тие партии. Значи, ако ние не видиме директно Илија Димовски да излезе да каже нешто, тоа ќе го видиме низ медиумите кои што ги контролираат директно или индиректно. Истото се однесува и за албанските портали, каде што беше, значи, очигледно е дека голем дел исто медиуми се поделени во тој дел, албанските медиуми. Значи, се провлекува вашиот став и низ медиумите низ албанските портали и другите, не знам, и печатините медиуми, не знам точно каде било. Меѓутоа, ние во никој наврат не сме кажале нешто омраза кон ЛГБТ популацијата, за да тие албански портали бидат А сте кажале нешто за да ја поддржите? Па не за да ја поддржиме, па и говор на омраза во тој основ не сме
направиле во никој случај. Тоа ве Ајде, амнестира, посочете ме. тоа ве амнестира од било каква одговорност. Па, ако не сум јас причинителот, Зошто тогаш да не имам и излезете од влада одговорност? со коалиционен партнер, сте во коалиција со коалиционен партнер за кој Славчо Димитров и Мери Јордановска велат дека директно или индиректно потикнуваат, шират говор на омраза. Ајде околу политичкиот и медиумскиот аспект. Зошто? Да, Мери Јордановска е пример, беше жртва на говори омраза и таа потегна некакви правни дејства со водителот Миленко Неделковски. Па не, тоа уствари ми беше и поентата дека најчесто ако не се може преку партиите или директно преку медиумите, се оди преку други канали, преку конкретен новинар, преку социјалните мрежи. Значи, знаеме точно кои медиуми, кои новинари, кои стои зад нив. Тоа многу добро го знаеме. И сега се искористуваат сите механизми да се употреби говорот на омраза. Некогаш, ако не доаѓа од партијата, ќе дојде преку колумна на Латас, каде што директно ќе повика на линч на педерите и на се останато. Ако не доаѓа од таму, ќе дојде преку социјалните мрежи, како што беше со мојот случај со водителот Ајде Миленко околу тој Неделковски. случај, да го... Да, кој што, не знам, почна од закачување штипки на сите неподобни новинари. Меѓу кои бев и јас во студиото во Канал 5, да. Мислам, тоа беше... Немам ни зборови за тоа не се опишува никако говор на омраза, туку тоа е директен повик на линч, ти да закачуваш нечии слики со штипки и да кажуваш ова се предавниците. Мислам, тоа на широката народна маса како влијае. И платениците, И грчките платениците, платеници и предавници. Тука веќе нема, тоа не е ни клевета, тоа е, мислам, не знам, надвор од здравиот разум. Тоа е оно што го прави јавно на телевизија, на национална телевизија и утре дента веќе му учествуваат премиерот е гостин, председателот му е гостин и се си тече нормално. Се согласувате ли со ваков начин на... Го осудувате ли овој говор на омраза? Да. Да? Да. Сте излегли ли некогаш јавно да протестирате токму Не. за она што говори Мери Јордановска? Не. Но тоа ќе го сторите, предпоставувам. Се обврзувате. Да? Да. Добро. Значи, тоа е она докаде можеше реално да оди додека снимаат камери. Она докаде што не можеше да оди, затоа што мислам дека тоа ќе беше надвор од целата здрава логика, е да на социјалните мрежи, на неговата страница, да го објави мојот телефонски број со повик да ми се јавуваат луѓе доколку сакале сексуални услуги. Значи, тоа беше... И викам, после неколку дена повторно е премиерот кај него на гости. Мислам, тоа е една цела матрица која што се действува меѓусебно. Значи, со самото тоа што премиерот се појавува кај него како гост, значи, го поддржува, и они тука разговараат пријателски, овие прашања не се потегнуваат. Да не зборувам тука навлегување во интимата, брачен статус, слики, монтажи, значи, тоа беше една цела кампања која што одеше против мене со месеци и месеци. Причината не ја знам, јас со тој човек никогаш се немам видено, ниту сретнато, ниту поразговарано. Меѓутоа, тоа е една цела кампања во која што од една страна сум само јас, од друга страна се институциите кои што реално постојат. Меѓутоа, кога ќе се излезе на терен, јас пријавив во полиција, че тргнав буквално еден пат кој што не водеше нигде, освен што ме тегна може да биде медиуми. документиран случај. Може да биде документиран, јас од тие документи реално не можам ништо. Бидејќи, значи пријави во полиција рекоа во ред ке го викнеме, го викна, дојде, отишол на разговор, рекол па вие никогаш не можете да кажете дали тој профил е мој или не е мој. Пријавив и во дирекцијата за заштита на лични податоци, бејќи мој телефонски број беше објавен, бејќи, значи, ние можеме да испратиме реакција до Facebook. Значи, таква реакција и јас можам да испратам, мислам, секој може да испрати таква реакција. И тоа беше се. Значи, тука се заврши моето патешествие. Она што можеме да го видиме понатаму е дека говор на омраза се уште постои, можеби јас веќе не сум интересна, но интересна стана амбасадорката, интересни стана некои пратеници од опозицијата, говориме за холандската амбасадорка Марија Чум. Да. Значи си наоѓа такви нови жртви на кои што ќе шири говор на омраза,
не само не зборувам само за родово, тука зборувам и за сексуално, значи за секаква припадност која што не е одговарана, а ги шири. Да. А реално од друга страна ги поддржува сите останати политики на власта. Значи тука ја гледам тоа, ви викам, инфилтрирање помеѓу власта и одредени медиуми, спрегата каде што она што не може да излезе јавно една политичка партија го каже, да го кажува преку своите курири. Така што тоа е една спрега која што мислам дека и уште илјадници закони да донесете вие во собрание, дека тоа е еден виуга во мозокот која што треба да се смени за да се исправат овие работи. А без дебата и без и додека вие викате дека во ред ние сме во ред, они не се во ред, мислам дека ништо тука не може да се постигне повеќе. Јалови се законите, вели Мери Јордановска. Надлежност на собранието и моја како пратеник е да ги донесеме тие закони. Да, но вие имате глас кога другите институции како тие ќе бидат применети. Во оваа емисија вие се обврзавте дека ќе почнете да реагирате токму на ваков тип на говор на омраза. Започнете еве со родовата, за подоцна да го проширите, да ги проширите вашите видици. Се обврзувате дека се обврзуваме јавно, ќе се консултираме и со председателката на комисијата, па можеби и ќе бидете поканети во некоја од наредните седници на нашата комисија. И верувам дека ќе биде една од темите за дискусија говорот на омраза по основ на пол. И ќе ги осудите јавно ваквите настапи и истапи? Ние како жени секогаш тоа го осудуваме јавно. Минатиот состав, баш на самиот почеток, кога почнавме во собрание, во Весникот Вест имаше онлайн гласање за најсекси пратеничка. Тоа ве здоболе тогаш? Да. И тоа, мислам дека не беше баш вкусно. И како пратенички тогаш реагирав. Тоа беше првиот и последен пат во кој сте реагирали, претпоставувам, а? Добро, јас благодарам што бевте гости на Безомразно. Родова говор на омраза беше темата. Вјолца Мемети, Славчо Димитров, Мери Јордановска. Благодарам што ме гледавте. Пријатно.